Доналд Трамп изјави дека шоуто на полувремето на Суперболот, чијата звезда беше порториканскиот пејач Бед Бани, беше апсолутно ужасно. Бед Бани, чие вистинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, имаше 14-минутен настап целосно на шпански јазик кој личеше на љубовна посвета на неговото родно Порторико. Место политички изјави против владата на Трамп, Бед Бани промовираше американско единство во својот настап на најголемото спортско шоу на светот, што се одржа на стадионот во Санта Клара, Калифорнија. Во финалето на сезоната на американскиот фудбал, Сиетл Суперхокс го победи Нью Ингланд Патриотс со 29-13 и ја освои втората титула. Шоуто на полувремето беше апсолутно ужасно, едно од најлошите во историјата. Немаше смисла, беше навреда за големината на Америка и не ги представуваше нашите стандарди за успех, креативност или звонредност, кажа Трамп. Новите откритија од така наречените досиеа на Епстин повторно го потресува британското кралско семејство, а во центарот на скандалот е млада романка. Станува збор за тогаш 20-годишна манекенка од Букурешт која била однесена од педофилот и осуден сексуален престапник Џефри Епстин на приватна вечера во Бакингемската палата во 2010 година, каде што биле угостени од принцот Ендру. Според протечените електронски пораки, Епстин лично инсистирал романката да биде додадена на списокот на гости, опишувајќи ја во порака до принцот Ендру како многу сладка. Ендру според документите без двоумење одговорил: "Нема проблем", објавува Daily Mail. Вечерата се одржала додека кралицата Елизабета II била одсутна од палатата, а романката била придружувана од уште 3 млади жени, вклучувајќи и една русинка. Епстин подоцна и пишал на романката во приватна порака дека била перфектна и дека принцот Ендру ја сметал за убава, додавајќи реченица што е особено шокантна денес: "Ниту еден маж не гледа во вашата облека, тој гледа низ неа." Според достапните информации, младата романка се сретнала со Епстин пред вечерата во куќата на Гислен Максвел во Лондон, од каде што со автомобил била однесена до Бекингемската палата. Оваа куќа претходно беше поврзана со обвинувањата од Вирџинија Џофре, која тврди дека таму била сексуално злоставувана како малолетничка, вклучително и наводна врска со принцот Ендру, што тој го негира со години. Иако од документите не е јасно што точно се случило за време на вечерата во палатата, Епстин му испратил порака на Ендру следниот ден во кој напишал: "Одлична забава." Браќа Манаки, првиот и најстар фестивал во светот посветен на креативноста на кинематограферите, го најавува своето 47 издание, кое ќе се одржи во Битола од 19 до 25 септември 2026 година. Подгответе се за многу незаборавни дружења со реномираните светски кинематографери и разговори за визуелните деликатеси на седмата уметност, порачуваат организаторите. Од своето основање во 1979 година, овој фестивал сведочи за уметноста на кинематографијата, славејќи ги пионерите на филмската камера од Балканот, Јанаки и Милтон Манаки. На 47-то издание на браќа Манаки во текот на 7 дена, посетителите може да очекуваат исклучителен избор на играни филмови, документарни филмови, кратки филмови и студентски филмови кои пленат, инспирираат и предизвикуваат. Покрај извонредните 5 надпреварувачки програми, фестивалот се гордее со својот клуб на великаните. Стендап настап на познатиот актер Никола Ѓуричко, 2 представи на Словенечко народно гледалиште од Марибор, како и на Црногорското народно позориште од Подгорица, Македонскиот народен театар ќе го одбележи 81-виот роден ден. Овие гостувања ќе следуваат по изведбата на Сонцето колку е блиску на Дејан Пројковски, во кој во фокус беа важните актери и автори на МНТ во историјата и денес актерите.
Српскиот актер Никола Ѓуричко, кој и е добро познат на македонската публика, а во последните години се појавува и во американски серии, на 30 март ќе го изведе стендап шоуто Шоу Бизнис. Афирмирана фигура во театарот, филмот и телевизијата, чија долга и успешна кариера му го отвори патот до значајни улоги на меѓународна сцена. Тој е долгорочно поврзан со Југословенското драмско позориште во Белград, каде беше постојан член на асамблот уште од 95 година и каде реализира бројни успешни театарски улоги, а од крајот на 2019 година живее и работи во Лос Анџелес, САД.